Следна тема на која ќе зборуваме се напади. Напади со и напади без грчеви. Кога се јавуваат? Кога имаме хаотична, односно нарушена електрична активност на мозокот. Нападите може да бидат тешки и лесни, односно напади со и напади без грчеви. Нападите со грчеви ги гледаме како грчење и тресење на целото тело, вклучувајќи и главата. Напади без грчеви ги гледаме едноставно како детето се исклучува од разговорот, престанува да зборува, се загледува во една точка и не прави ништо друго. Но не паѓа и не се тресе целото тело. Што значат грчеви? Значи грчеви значат грчења или, стручно кажано, конвулзии на мускулатурата на целото тело. Нешто што ние го гледаме како тресење на целото тело. Но тука е време и да кажеме за уште еден тип на напади кои што одат со грчеви, а тоа се кај дечиња до 6 годишна возраст. Значи тоа се напади при нагол пораст и нагол пад на телесната температура или, како што се нарекуваат, фебрилни напади. Од друга страна, неколку работи најпрво да објасниме. Овие фебрилни напади се јавуваат за прв пат некаде после 6-тиот месец и секако некаде до кај 6-та година. Најчести се некаде од 10-тиот месец па до кај 2-та година. Може да траат многу кратко, неколку минути, 5 минути, 15, па до половина час, па дури и подолго. Може да поминат без никаква интервенција, без никакви лекарства, но доколку траат подолго од 5 минути, во тој случај ќе дадете чепче, диазепам или стезолит. Од друга страна, доколку гледате дека има тенденција да траат подолго и од половина час, во тој случај е време да побарате стручна помош. Од друга страна, доколку се јави прв напад, ваков напад кај вашето дете, секогаш ќе побарате стручна помош. Доколку се повторуваат, повторно ќе се јавите на лекар, ќе побарате стручна помош како да постапите. Како се манифестираат овие фебрилни напади? Покрај тоа што целото дете се тресе, погледот, очите се фиксирани во една точка, најчесто во страна, но може и право да гледа, многу ретко нагоре. Може да се јави едноставно бледило на лицето, може да се јави лесно модрило околу устињата, но доколку трае многу долго нападот или е многу силен, во тој случај пречи на дишењето и може покрај устињата може да помодри целото дете. Што да направите во случај на фебрилни напади или епилептичен напад, без разлика, постапката е иста. Најпрво, не вадете јазик од устата, затоа што целото тело се грчи, па и јазикот нема да западне наназад. Втора работа што може да ја направите е да го свртите детето на страна. Значи, просто и едноставно, не е важно да го местите, само го вртите детето на страна. Важно е да остане главата на страна, кога ќе завршат нападите, устата ќе се отвори, јазикот ќе падне на страна и доколку има плунка или поврати во тој момент, нема опасност од зафрлање на јазикот наназад или тие повратени маси или секрет да појдат во дишните патишта. На тој начин ги заштитуваме дишните патишта и детенцето од задушување. И секако третата работа која што може да ја направите доколку трае подолго овој напад, а тоа е да дадете чепче диазепам или стезолит.